За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ, а денеска тука започнуваме ново издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука ќе ви понудиме доста содржини, доста информации кои што се поврзани со работата на Универзитетот Свети Климент Охридски, а имаме еден телефонски разговор, а со кого ќе разговараме и зашто, ќе слушнете доколку останете заедно со нас на 90,8. Започнуваме со музика. Sve se menува, pa zašto ne jas? Ostani srećan barem ti, je samo fraza za spas. Mrak odumira, od njega izgrevam jas. Može bi neko i nekade, postoji samo za nas. На почеток информацијата дека на почетокот на месец февруари оваа година проректорот за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Маријан Ѓуровски, оствари работна средба со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Коста Петров. На состанокот помеѓу проректорот Ѓуровски и директорот Петров договорено е воспоставување поинтензивна соработка за поврзување на знаењето, науката и иновациите. УКЛО со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој во предстојниот период преку неколку активности и воспоставување на алатки ќе инспирира, едуцира и мотивира студенти, млади предприемачи и предприемачки со тоа што ќе им обезбеди соодветна обука за создавање производи и услуги со локално, регионално и меѓународно влијание, со цел да се зголемат капацитетите на универзитетот, домашната економија и создавање на одржливо општество, нагласи проректорот Ѓуровски.
Во текот на февруари, Универзитетот Свети Климент Охридски и фондот ќе одржат заеднички активности во Центарот за кариера, доживотно учење и алумни во Битола, кои што ќе имаат за цел да им помогнат на студентите и професорите, потенцијалните предприемачи, да го поттикнат иновативното размислување и да создадат можности да ги имплементираат и да ги финансираат своите идеи. Овој месец УКЛО ќе биде домаќин на директорот Петров и тим од Фондот за иновации и технолошки развој и преку заедничка хибридна конференција и работилница со студентите и професорите на УКЛО да се овозможат информации за финансиската поддршка што овој државен фонд им ја нуди. Инструментот за поддршка е со основан грант за стартап компании кои имаат за цел да ги зголемат иновациите преку обезбедување на потребната финансиска поддршка за истражувачки и развојни активности на стартап и спин-офф компании. Очекуваме алатката која ќе ја понудиме со Фондот за иновации и технолошки развој да предизвика интерес кај студентите и професорите, затоа што се стремиме кон култура на преземање ризици и поттикнување иновации, што ќе им даде поддршка на младите иноватори заинтересирани за развој на нов или усовршен производ, процес или услуга, смета проректорот Јуровски. Фондот за иновации и технолошки развој ќе презентира инструмент за поддршка на домашните компании и високообразовните институции во развој на нови производи и услуги, а ќе се доделуваат на факултетите и истражувачките центри, кои што ќе остварат конкретна деловна соработка со домашните компании во истражување и развој. Директорот Петров на состанокот нагласи дека преку овој инструмент на фондот, големиот потенцијал и капацитет на образовните институции ќе може да се искористи во реалниот сектор. На овој начин, високообразовните институции ќе станат извор и на иновации и на знаење во реалниот сектор, а во исто време со ова вложуваме и во идните академски граѓани кои низ проектите ќе можат да работат на реални истражувања, вели Петров. Овој тип на воспоставување на соработка помеѓу високообразовните институции и компаниите создава можност од една страна финансиските средства да не се одлеваат само на консултантски услуги и надвор од државата, а од друга страна бизнис секторот да ја зголеми финансиската поддршка во високото образование, вели проректорот Јуровски. Според него, цел на УКЛО е во иднина да се развие програма која системски ќе се гради и на крајот ќе доведе до континуирана соработка со бизнис секторот, што е во заеднички интерес за сите и на овој начин се очекува да се зголеми учеството на БДП во научно-истражувачките проекти, кое сега е на ниско ниво. Почитувани емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ ја продолжуваме со она што го кажавме во најавата, односно со еден телефонски разговор. На линија имаме професор доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет во Прилеп, инаку единица на Универзитетот Свети Климент Охридски. Професорке, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио. Здраво, Сонја, благодарам на поканата. Чест и задоволство секогаш да се биде во вашата емисија и поздрав за слушателите на УКЛО ФМ, што знам ги има многу и уживаат во програмите на нашето универзитетско радио. За жалост во други околности сите дома, ама еве дружбата ни продолжува. Дружбата, да. Благодарение на технологијата, можеме да речеме, успеваме и на ваков начин или да допреме до сите наши слушатели, па и со информации во случајот кои што се врзани за работата на Универзитетот Свети Климент Охридски. Зошто сте гостин во нашата радиопрограма, тоа морам да го кажам. Значи, неодамна на Facebook страната Економисти оптимисти, за која што подоцна ќе говориме, прочитав дека студентките Кристина Николова и Клаудија Георгиевска, инаку студенти и алумни на Економскиот факултет во Прилеп, биле дел од истражувањето за успешно одбранетата магистратура на Универзитетот Гент во Белгија на Клое Ван де Кастер. Се надевам дека добро го прочитав презимето. Врската помеѓу нашите студенти и студентката од Гент, всушност бете вие, па еве јас би сакала токму за тоа да проговориме во нашата програма и да ги информираме не само студентите, туку и пошироката јавност. Како дојде до тоа, нашите студентки да бидат дел од едно вакво истражување? Точно, значи, мисија нашам во животот која е, тоа е правење и градење мостови. И затоа, кога рековте врската, баш ми беше драго, бидејќи така и сакав да бидам Рената градачот на мостови. Сега, овој мост е навистина интересен и
И се што ќе кажеме денес, мислам дека спаѓа во понеконвенционални, а сепак успешни и ефективни начини како да се прикажи, да се мрежи, да се соработува на интернационално ниво и како нашите студенти да ги прикажат своите знаења и компетенции на светскиот или да речеме на европскиот пазар на идеи. Минатиот пат зборувавме за тандеми на мастер тези, а сега нешто во тој правец, меѓутоа не е идентично. И јас како ментор на мастер студенти, магистранди во Универзитетот во Гент во Белгија, продолжив и продолжувам. Тоа е на активност во која што студенти одбираат предложени теми, кои што ги имаме јас и мојот тогаш ментор, а сега соработник професорот доктор Герт Поелс. И кога ја одбираат темата, после тоа ние година до година и пол, зависно има различни програми таму во Универзитетот Гент, работиме со нив, поточно јас како ментор, најчесто, претежно целата година и тие од почеток до крај оформуваат својата магистерска теза и на крај финално, нормално, во овие услови онлайн ја бранат. Сега, на почетокот формулирањето на темите, кога се прашувам јас или јас и мојот професор и соработник таму, ги формулираме не само во нашите домени, а најчесто се мултидисциплинарни, менеджмент, информатиски системи, комплексност и слично, туку ги банкарство и слично, туку ги формулираме и како предизвик, на пример, имавме тема за Западен Балкан, за високото образование, значи higher educational landscape во Западниот Балкан. Така да тоа е едно нешто кое што бара истражување на терен, значи на ово поднебје. Дури да е од секундарни податоци или од онлайн соработка, значи тоа е еден начин како тие, да речеме, истражувачки проекти, па дури иновативни решенија, ги свртиме малку проблематики на Западен Балкан од една страна, а од друга страна и наши соработници кои што би се вклучиле во интервјуа или фокус групи, анкети и слично, да придонесат во сознанијата на тие истражувачи. И токму тоа и се случи. Една од моите студентки, Клои, работеше на темата Information Systems Landscape, значи тоа е наша предложена тема, бидејќи сметаме дека многу е значајно, особено младите предприемачи, во тие почетни години да не трошат многу пари на софтверски решенија, бидејќи можеби тоа да им е значаен трошок во бизнисот. И затоа таа истражуваше на тема Information Systems Landscape of Free Solutions, значи како бесплатните решенија, кои постојат многу, или фримиум некои варијанти, можат да помогнат на предприемачите. И во една фаза од истражувањето и треба соговорници, соработници, млади предприемачи. Од друга страна, имаме ние прекрасни млади предприемачи. Кристина Николова е победник на еден акселератор со својата идеја. Така е исто Витолчанка, наша која што студира и сега веќе магистрира странство во ЕУ, која што па има друга идеја, како балканските уметници да се промовираат во ЕУ. Клаудија беше предприемач и додека студираше. Така да, тие беа предложени од моја страна и поширока група на млади наши студенти кои што имале своји бизниси или фамилиарни или започнуваат на Клои, за да може да ги интервјуира. И во таа соработка, одговорија овие девојки, и всушност после тоа и нивните случаи, бизнис идеи или веќе започнати бизнис беа анализирани во работата на Клои, а исто така после тоа тие добија повратно придонес контрибуција од Клои, кои се соодветни алатки софтверски како ефект од незиното истражување можат да ги користат, а исто така и како да ги менаџираат своите текови и слично. Така да двонасочни се корисностите, бенефитите, а мостот во оваа единична инстанца беше изграден и сите бевме среќни. Тоа е еден менталитет кој што експлицитно започнав да го практицирам, особено откако јас запинав во Гент универзитетот на докторските студии, а тоа е win-win менталитет. Значи, и за сите да биде победничко соработувањето. Дали ќе биде на овој или на оној начин, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа за сите да има некаква корист заедно. И мислам се гледа, дури Сапостот беше во Економисти оптимисти, го направи за да се видат и радоста, и среќата, и благодарноста. Имаше извадок мал како се заблагодарува, а дури
како тоа е вклучено во магистерската теза. Сигурно и Кристина и Клудија со задоволство прифатиле да бидат дел од тоа истражување, затоа што, како што кажавте, нели, користа е обострана како за едните, така и за другите. Интересно истражување кое што нели успешно завршило со полагање на магистратура, но Клуди сигурно не е вашиот единствен магистрант. Не е. Значи во Гент универзитетот секоја година има многу, а кај нас, еве со професорот Поелс, можам да кажам по 10 годишно, сигурно имаме. Мислам, ние си ставиме еден таков лимит, бидејќи ова не е нешто што се работи, нема надомест за ова, јас го работам во доброволно или волонтерски, таква е мојата поддокторска позиција во Гент сега. И всушност е како да се држи еден линк во мојата глава, тоа како да се држи еден линк со точна научна методологија која што е постојано на врвот. И по 10 студенти си кажавме, бидејќи не може повеќе од тоа да се биде квалитетен. Тоа наистина се многу вложени часови, а сепак ги имаме и по диверзитет на теми, и по диверзитет на профили, и можам да кажам и во квалитет. Значи имавме дури магна кум лауде одбранета, врвна одбранета во нивни услови, магистерска теза и дури неколку со екселент резултат. Бидејќи таму е поразлично, значи може на финалната одбрана сепак да не се добие титулата магистер, значи да треба повторно да се преработи некој дел од тезата, дали методолошки или содржина или можеби воопшто не е точен правецот. Така да тие процедури и постапки ги исполнуваме и до сега не ни се случува во изминативе неколку години некој да го пратиме на одбрана, а да не е спремно за да помине, макар со минимален праг. И така, прекрасни искуства, се лимитиравме на некој број за да може да го доловиме квалитетот. Тоа е неверојатна соработката со такви млади луѓе и кои што ги има и кај нас, меѓутоа таму се и временски брзо ги следат роковите и побрзо, поагилно, по себе настојчиво ги спроведуваат чекорите. Добро, во секој случај други услови за работа. Да, точно. Се е поинако отколку кај нас, би рекле. Но добро е што оваквите соработки постојат и што ќе ги има и понатаму, меѓутоа ова не е единствена соработка што веќе ја остварувате со земји од надвор од кај нас, но за тоа ќе проговориме по музичката numera. Почитувани, останете со нас на 90,8. Може би звучи клише, но ти си ми се што можев јас да посакам. За мене знаеш ти се и вистина е најдобро ти ме познаваш. Само ти ме тераш да се смејам и кога нема причина мене с дивот ми го земаш. Кога ќе ми кажеш па за мене ти си ти си најдоброто. За мене ти си ти си најдоброто. За мене ти си ти си најдоброто. За мене ти си ти си најдоброто.
еве повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Ве подсетувам емисијата за Универзитетот отворено. Денеска со нас професор доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет во Прилеп. Професорке, започнавте да градите цврсти мостови и самите така кажете. Да. Во вакви едни услови на пандемија, виртуелни би рекле, меѓутоа со добри основи. Кажавте дека Кристина Николова и Клаудија Георгиевска, студентки и алумни на Економскиот факултет, добро се снајдоа во истражувањето што го работеше вашата магистратка. Да. Меѓутоа, не останувате само на ова. Кога се договаравме за разговорот, рековте дека постојано настојувате за тоа, постојано да има некаква соработка на студенти наши со студенти од сите земји од Западен Балкан. Да, точно. Точно. Значи, можам да спомнам еден од другите начини на кои што нашите студенти се вградуваат во таа мрежа на квалитет и на компетенции, бидејќи сме спомнале и во други прилики Western Balkan Alumni Association, значи асоциација која што е формирана и поддржувана од DG EAC, значи Директоратот за образование на Европската комисија, и во која членуваат сите млади луѓе и сите кадар исто кои што биле и учеле или на размена во некаде низ земјите на Европската унија, а се потекнуваат од Западниот Балкан и всушност и еве ќе пак ги спомнам, најактивните се активни секаде каде што можат. Кристина, Сара Малаковска, Михаил Дивјаковски се членови на Асоциацијата на Западен Балкан, на алумни на Западен Балкан, која што има за цел сите овие луѓе прво да се познаваат меѓу себе, а понатаму и да соработуваат низ различни проекти. Јас како раководител на истражувачкиот тим, така сме некако поделени, иако тоа е волонтерска организација, меѓутоа некакви координативни тела постојат. Се вклучивме во еден проект, пандемијата оневозможи по-реалистични проекти во живо со патување и со тие прекрасни искуства од тоа, од таквиот начин на работење и соработка, па имаше онлайн проект во кој што беше спроведуван и сите земји од Западниот Балкан во координација на една колешка, мислам беше Албанија, Клејда. И таа е професорка на некој факултет во Албанија. И ние презентиравме, да речеме, Македонија во серија на вебинари. Ние учествувавме последно во панел, кој што панел го осмисливме заедно со колешката која што исто така е член на Western Balkan Alumni Association, професорката Даниела Колтовска-Нечовска од Техничкиот факултет. И всушност тој мост кој што го имаме економски со Технички факултет постојано не функционира, а сега овој пат е и меѓу западно-балканските земји. Но го осмисливме да биде по-нестандарден, бидејќи веќе беше изживеано под предности и негативности на пандемијата, што како, значи да не се повторуваме, всушност го смисливме под името промените, предизвиците и конструктивноста во едукативните системи, во образовните системи заради пандемијата. Но како панелисти ги поканивме нашите студенти, меѓу кои ги спомнав Кристина, Михаил и Сара, и еден од Технички факултет, Мики Јанев. Поканивме професори, меѓу кои колешката Даниела Јас и професорка од Основно училиште, Дженет Тасковска, и студенти, ученици од Основно училиште и ученици од Средно училиште. И тие перспективи, фузирани во еден панел, резултираа со неверојатно доживување, кое што за сите го беше споделено на сите мрежи, на веб-страната на асоциацијата и допрева веќе создадеме еден финален пост. Верувајте дека го покажа она оригиналното што го имаме ние кога создаваме заедно. Значи додадената вредност што излегува отпосле, што излегува кога повеќе различни профили се најдат на едно место пред заеднички предизвик. И така да сме пресекни и горди. Значи, вклучувањето на наши студенти, ученици, овде имавме ученици од Кире Гавриловски Јане од Прилеп и од Елпида Караманди од Битола, и од Климент Охридски од Битола, и од гимназијата. Значи, кажувам многу институции, но навистина беше така, сите во различна улога, така што
ќе видите дека кога и да зборуваме за нешто што го правиме, мултидисциплинарноста, мултидомените, различните домени, различните профили се нашиот пристап. Значи, не одиме во специализација и продлабочување, туку напротив, во проширување на големата слика и на шаренилата. И во тој пристап еве се вклапува и ова, значи конекцијата и поврзувањето на нашите студенти кои што се некои не се членови на асоциацијата во нивни и наши заеднички проекти. И дури можеме да кажеме дека веќе и нешто друго планираме прекрасно и од корист за нашево поднебје, а во таква една мрежа и соработка. Добро, се надевам дека и за тоа наскоро ќе ни информирате. Секако. Да знаеме, ова што го кажувате на вистина интересно. Сега додека ве слушав, знаете напамет веќе на сите тоа не иди, можеби ова што ни се случува со пандемијата, колку е лошо, на повидок излегуваат и некои добри работи. Еве, да беше нормално се, како што беше порано и да си ја бараме назад таа нормалност, меѓутоа сигурно немаше да можете во една таква стара реалност да соберете толку луѓе различни од различни места, од различни возрасти на едно место. Меѓутоа сега заради условите, еве тоа успеавте да го направите. Така е, точно. Кога е човек пред нови предизвици со сосема променети услови на действување на правила на игра, бара креативни начини и посветеноста. Еве, Кристина, ќе ја спомнаме, е нашата и економист, и оптимист, и уметничка. Уметниците со сигурност, значи таа создаде своја изложба, например, и ќе ја пратиме и нивината покана во следна прилика. Значи, изработки, уметнички цртежи, уметнички слики, не знам и таа има различно портфолио. Научниците своите трудови и своите истражувања продлабочуваат, се мрежуваат. Веќе нема, скоро и да ги нема бариерите во виртуелниот свет во поглед контакт, инициирање на контакт, за поставување се работа, 15-минутен состанок за да се преслушаме дали се совпаѓаме и може да продолжиме се разговор и слично. Така да ова глобално село од минатото што го ведевме, сега навистина стана, благодарение на дигиталната технологија, но и на пандемијата што олесни забрзувањето. Морам да кажам една анекдота, имаше едно истражување кој ја придонесе дигиталната трансформација, кој ја убрза најмногу дигиталната трансформација во големите консалтинг компании. И одговорите понудени беа CIO, демек Chief Information Officer, што би требало да ја прави, или директорите и собствениците, или пандемијата. Се разбира дека најпочет говорија пандемијата. Неминовно се случи тоа. Значи, сакале, не сакале, мораше да се трансформираат процеси, процедури, улоги и одговорности, правила на игра, сето тоа да се направи за да функционира. Па добро, може би во природата на луѓето е да бидат повеќе оптимисти, отколку песимисти. А кога сме веќе кај оптимистите, тоа ќе го врзвам за третиот дел од нашиот разговор. Ќе направиме уште една музичка пауза. Ако љубовта е ден, тогаш ноќта моја тага е. Ако денот ми е ноќ, утрото ко касна е. Кога прашуваат за тебе, тоа боли најмногу од се. Кога сонот ми е јаве, стам јас нема назад, не. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост заедно тонат со мене. Залудно сега молитва беам.
Дали љубовта е миг што во секој од нас живее? Кога прашуваат за тебе, тоа воли најмногу од се. Кога времето си оди, знам јас нема назад. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост, заедно тона со мене. Залудно сега молитва пеам. Утеха нема ни на небо ни земја, болкава да ја сокрие. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост, заедно тона со мене. Залудно сега молитва пеам. Утеха нема ни на небо ни земја, болкава да ја сокрие. На телефонска линија, почитувани, имаме професор доктор Рената Петревска-Нечковска, професор на Економскиот факултет во Прилеп. И предходниот дел од разговорот професорска го заврши со тоа оптимисти, песимисти, намерно, затоа што сакам сега да проговориме малку повеќе за економисти и оптимисти. На некој можеби тоа име познато, некои не знаат, но ова е добра прилика да ги запознаеме. Имено вие иницииравте меѓу вашите студенти да се организираат и да бидат економисти, оптимисти, своите мислења, подредени прашања, своите ставови пишани, да ги објавуваат на Facebook страната економисти и оптимисти и на тој начин да го споделат своето размислување, но и настани идеи со останатите. Така, точно. Значи, тоа беше една страна, Facebook страна, која што јас сека година се трудам нешто да воведам ново за студентите по моите предмети и го воведовме пред 2-3 години. Во понормални времења кога беа. Зошто? Затоа што сите знаеме како што се развива индивидуата, низ времето е неопходно да се ослободи, да комуницира со светот. А како е најбезболно, додека си студент секако, така, нели, со некакви домашни задачи, предизвици, текстови, изработки и слично, кои што не се на толку строга критика на јавноста, доколку во споредба кога би биле во, не знам, во некое официјално списание и слично. И затоа со студентите мои по деловно комуницирање и управување со промени, во таа година ја отворивме страната и започнавме да ја полниме со содржина. Со какви содржини? Значи, во деловно комуницирање тоа е предмет во кој што навистина било која тема да се дискутира, може да биде креативен предизвик и да најде место во некаква текстуално, косоцрта, визуелно и графички обработена содржина која што после ќе ја ставиме и постираме. Постираме, би го користела терминот, на Facebook страната. И воведовме некакви правила на игра. Зошто? Заради тоа што по управување со промени постојано учиме за комплексни адаптивни системи, а за комплексни адаптивни системи како што е човештвото, неопходно е минимум правила за да се водат и сите другите тоа ќе се снајдат по својата улога. Кои беа нашите правила? Да биде оригинално,
да биде со компетенција, значи економисти, менаџери, банкари и слично, да биде креативно и доколку има некакво референцирање, значи позаемена слика, се разбира дека може бидејќи има и многу убави изработки слики што ја доловуваат некоја наша идеја, да се стави обавезно задолжителна референца на изворот. Дали е тоа автор, дали е тоа веб страна и слично. Тие беа правилата на игра. И студентите после тоа се што работевме, а сметаа дека може да се стави таму, го става. Во случајот беше борба против тие се термините, хейтање, тролање, негативизмот на социјалните мрежи. Зошто? Затоа што гласот на професионалното новинарство веќе е надјачен од тоа што сите веќе имаме глас на социјалните мрежи. А тој глас не секогаш е проверен со факти, не секогаш е ми тие прашања во главата дали е вистина или не, дали е така, дали ќе направи позитивна промена, зошто го кажуват и што може да се случи како ризик. И всушност тоа беше главната идеја, бидејќи беше пред некоја година. Оптимизмот да го вградиме со аргументи во случајот. Затоа што ќе видите тука има и истражувања што ги правеа студентите за состојбите во Македонија versus не знам некоја споредбена држава или во образованието или во конкретниот нивен случај и слично. И како што започна тоа, после тоа студентите веќе си најдоа храброст дека тоа може да се одјави, па се следат едни со други. Во еден момент проширивме публиката, така да сега јас гледав, еве баш тука зад намените на овој наш разговор, некоја дискусија, најмалку 7000 луѓе допираме со еден пост. Значи веќе после неколку години си изградивме и популација на следбеници или како можеме да ги преведиме, followers, кои што ги следат нашите содржини. Што е прекрасно, многу сме среќни. Понатамо, интерни проекти, екстерни проекти, нешто што треба да се дисеминира, исто тука го споделуваме, значи се држи во живот благодарение на работата и трудот на студентите, а јас тука сум, помагам во позадина и ги координирам се што треба. И исто така сега веќе со таа популација на студенти, а и на други нивни пријатели, роднини, соработници и слично во иднината, кога треба анкети, кога треба промоција на нешто. Значи веќе е доволно критична маса на читатели и следбеници кои што можат да дадат и повратен одговор за нешто. Најчесто истражувања што се ги прават за семинарски или за дипломски или за магистерски. Имаме и некакви промотивни настани што ги организираат некои невладини организации на млади или студентски парламент и слично. Гордост, секогаш гордоста пробуваме да си ја истакнеме и онака да ги тагниме, значи да ги назначиме кои се главните учесници, за да се знае дека и мала контрибуција и мал придонес бидува вреднуван и прикажан. Значи тоа е како во иднината тие млади луѓе нема да бидат на туѓа слава или на туѓи заслуги, туку ќе се борат за своето, а и од друга страна на мојата секогаш најважна мотивација да им покажам во нив што имаат. А верувајте, имаат чуда младите наши луѓе во најубава смисла и од компетенција кои сакаат да истражат, да стават нешто, и од креативност, особено од креативност. Видеоклипови, снимки, значи диапазон на изработки. Кој сака нека ја посети, нека не следи, нека ги прочешла сите работи што сме ги ставали, сигурно сум дека ќе се воодушеви. И добро е што ги потикнувате сите оние кои што доаѓаат како ваши студенти, генерација за генерација, да бидат активни на страната економисти и оптимисти. Точно, да. И алумните, и магистранти, и докторанти, значи сите од време на време или јас ќе ги посетам, ајде прати нешто и се помудро или нешто од работното место е. И многу често има порака до моите колеги што се во студентските клуби, да ме шофатите јас по 3 години од како сум работен, што е добро, ако сме мислеле дека е глупаво или што не е одлично вложен труд, или некакви заедни соработки од тој тип, повици за каде можат да најдат хакатон или да учествуваат во некаков проект. Значи, најразлични информации кои што ги споделуваат веќе алумните, а знаеме дека универзитетот и тоа како има потреба и има желба и насока да ги активира и алумните по сите единици, нели? Тоа е исто и универзитетот Гент во Белгија. Веќе сега, иако малку бавно,
почнуваат тие алумни чептерс да се прават и за Западен Балкан конкретно, но и ние како наш универзитет за следењето на алумните и држењето во кондиција на таа релација, мислам дека мораме и требаме да го правиме, бидејќи текстовите кои ги читате, разговор меѓу јас на 22 години и јас на 40 години или на 30 и нешто години, ќе ги видите токму тие мудри паралели што ги прават и заклучоци што ги носат младите луѓе тогаш и сега. И мислам дека тоа е исклучително важно за нивната кариера. Па добро, веќе ги поканивте и нашите слушатели да ја посетат Facebook страната и нека видат што се таму има, навистина интересни текстови. Па се надевам дека ќе добиете уште повеќе следачи сега на страната. Да, и ние се надеваме. Значи текстовите може да ги прочешлаат и да следат, а исто така и да пробаат да придонесат, најважно е да се знае дека се што се наоѓа тука е оригинал, значи мора да има нишка на оригиналност и креативност. Скоро ништо не е. Многу често, особено на приватните профили, знаеме да споделиме мудра мисла од некого, нели? Меѓутоа тоа е веќе надминато. Овде се наоѓаат оригинални работи од студентите. Ако не е 100%, најмалку 60-70% од мислите, работите се оригинални, изработени од нив и содржините всушност тебе. Се изработени од нив, а инспирирани секако од реалноста и од постојачките и научни, и филозофски, и секакви работи кои што постојат во светот. Професор, ќе мораме да го привршуваме разговорот. Морам да кажам дека секогаш е интересно со вас да се разговара, затоа што сте полни со идеи, полни со активности кои што успевате да ги реализирате било сами или заедно со вашите колеги и студенти, па затоа еве да оставиме нешто и за во друга прилика да можеме да се слушнеме и да пренесеме. Ќе ви посакам еве на крајот добро здравје, останете понатаму вака активни и инспиративни за останатите и еве да се слушнеме повторно со некои нови информации. Секогаш ми е драго да разговарам со вас, Сонја, и за нашето радио и да кажеме еве нешто што работиме, бидејќи тоа е начин да не слушнат многумина кои што се заинтересирани и го следат радиото и најголем поздрав, да ви стина здравјето пред се, а кога го има здравјето, па после милиони идеи. Така. Ви благодарам уште еднаш. ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Како стигнав овде, што е важно, што не верувал на никој, само тебе. Како дојдов овде, залудно е, знам ништо немам те, немам тебе. Сега сме заробени, моменти минати, судбини прекинати. Како со тебе, не ми е ништо, не може ништо да биде исто. Не
ФМ Битола, февруари 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. За универзитетот отворено.